Да, се враќаме во студиото, како што кажавме, тука е Филип Ивковски од Националниот младински совет на Македонија. Господине Ивковски, добредојавте во студио 10. Добре, благодарам на поканата. Националниот младински совет стана актуелен минатата недела кога кажавте дека се повлекувате од партнерството со град Скопје за кандидатурата на град Скопје за Европска младинска престолнина за 2027 година. За оние кои не ја следат проблематиката, тоа представуваше едно изненадување, некако една одлука која дојде од никаде, но вие бидејќи тоа го следите детално, веројатно многу подобро сте запознаен со причините. Па да почнеме со ова. Зошто се повлековте од ова партнерство? Да, првично Националниот младински совет беше навистина изненадан од волјата на градот Скопје да аплицира за оваа титула, зашто повеќе гледавме на можност каде што стварно градот ќе даде своји заложби за младите, особено бидејќи станува збор за подолготраен процес, нели титулата се добива во 2027, што значеше дека градот навистина би направил некакви чекори. Навистина процесот на аплицирање траеше скоро цела оваа година, започнавме со консултации на почетокот на годината, за да може да се слушнат и да се канализираат потребите на младите. И повторно изненадување влеговме во топ 5 градови кои што нели влегува во втората фаза за избор за град на млади. Но веќе во втората фаза, кога дојде времето за представување на апликацијата во Брисел пред комисијата, некако комуникацијата со градот Скопје полека згасна. Комуникацијата со надлежните кои што ги имавме нели за соработка од одделението за соработка меѓународни односи продолжи, но веќе требаше лидерството да се вклучи, односно кабинетот на градоначалникот да се вклучи во представување на апликацијата, нели ние сите суштински заложби зошто градот треба да добие титулата, и тука некаде престана комуникацијата. Тимовите што работеа на проектната апликација од страна на градот Скопје често се менува, ние останавме перманентни постојани од почетокот до самиот крај, но веќе свативме дека не гледаме реална заложба и посветеност на градот за да каже дека да, супер, ние треба да добиеме оваа титула. Имајќи го тоа предвид, бидејќи времето кое што ни остана за представување беше кратко, зашто токму денес се случува представувањето во Брисел на останатите 4 градови кои влегува во втората фаза, навистина рековме дека во овој момент не сме спремни, не би сакале да стоиме покрај градот за да може нели да се представи Скопје како претендент за таа титула. Што е, зошто настана проблем, еве, велите дека градот се вклучил, дека се тоа си течело, претпоставам дека се работи за подготвување на еден обемен проект за целиот настан, знаеме како одат тие работи. Зошто се повлекле? Се повлекле токму кога дошла презентацијата на ред. Имаме ли некакви информации? Дали требаше градоначалничката можеби лично да учествува на презентацијата или не беше тоа клучно? Генерално се преферира носителот на лидерската функција, односно градоначалникот нели на градот кој што аплицира да присуствува заедно со подршка од младинскиот сектор, односно од младинска организација во овој случај добивме ние. И таа беше практиката, но генерално ние не можевме воопшто да стапиме во контакт со било кој од кабинетот на градоначалникот, не само со самиот градоначалник. Причините за жал во овој момент би кажал дека не се јасни ни на нам, бидејќи немаме добиено никакво известување, дури отколку ги известивме нив дека и ние официјално се публикуваме. Единственото известување што го добивме од Европскиот младински форум, кој што е вклучен во изборот, кој што не извести дека градот Скопје ги известил и нив дека нема да учествуваат на презентацијата, зашто имаат некои други приоритети во работењето. Што ќе добиевме доколку ја добиевме ова улога на младинска престолнина 2027-та? Кои се бенефитите од тоа? Што изгубивме вака? Па да, првично би напоменале дека досега во Македонија ниту еден град нема добиено таа титула и навистина не радуваше можноста што еден можеби главниот град ќе беше првиот град во Македонија кој што ќе добие таа титула. Значи не е само за прашањето за титулата на меѓународно ниво и препознаеноста, бидејќи реално голем дел од меѓународните настани кои што се случуваат најчесто во таа година кога е носител определен град, во тој град и се случуваат сите европски и меѓународни настани, но повеќе би кажал што е предноста која добивме од аспект на ние како млади лица во Скопје или во државата би ја добиле, тоа значеше дека градот Скопје навистина ќе дадеше конкретни заложби, конкретни ресурси, финанси за креирање на соодветни младински политики, на креирање на простори за млади, зашто таму се предвидува стварно низа на активности како градот да стане стварно, би кажал, жариште за млади, особено како главен град, така што мислам дека повеќе бенефициите би ги осетиле ние како млади кои што живееме или сме дел од Скопје, за разлика од европското ниво. Европското ниво е повеќе, би кажал, на ниво на дипломатија и титуларно носење на титулата. Многу е поважно што фактички самата титула го поттикнува градот да направи суштински промени.
тука требаше да се запази она што го предвидува Законот за младинско учество, младински политики, односно во Скопје да се формира младински центар, да се формира локален младински совет, да се креира локална стратегија за млади, но за жал до овој момент град Скопје како главен град се уште ги нема воспоставено тие ресурси за млади, а роковите веќе се изминати согласно законот. Се разбира дека тука се и комерцијалните и туристичките придобивки за Скопје, меѓународната афирмација за Скопје, тоа би привлекло веројатно и многу поголем број на посетители во градот. Па да, самото не само факт дека многу наставници техничките учесници во проектот, туку веројатно дека некој би дошол плюс додатно. Европските младински конференции ќе случуваат тука, така што реално би кажал целиот фокус од 2027 на младинските настани би се сконцентрирал во Скопје. Вие велите дека една година веќе сте работеле на тоа пред да дојдете до втората фаза. Претпоставам дека тука тоа било обемна работа, сте имале доста работа вашите тимови, вашата организација. Значи тука се работи прво и за изгубено време, кое сте го изгубиле. Второ се работи за време за кое можеби доколку сте знаеле дека градот Скопје ќе се откаже, ќе сте работеле можеби на други проекти, на нешто друго, значи имате и изгубени можности. Ајде да речеме, значи отприлика имате една изгубена година, но и ми се чини перцепција од страна на ЕВЕ и на Европскиот младински форум за една можеби несериозност од наша страна. Па да, дефинитивно би се сватило за несериозност. Ние и во нашето изјаснување до Европскиот младински форум се извинивме зашто вака се одвива работите, но дефинитивно од наша страна целокупно се даде поддршка на целиот процес. Од самиот старт до, би кажал, до самиот крај, зашто и во текот на мината недела пред да излеземе со соопштението и изјаснувањето, ние се обидувавме да го контактираме градот, зашто сметавме дека е стварно несериозен сигнал на европско ниво. Загубеното време и ресурси, да, може да ги перцепираме, но од друга страна би значиле лекција за нас и понатаму во пристапот во соработка со институциите. Но сепак ќе кажам, ние го гледавме како можност каде што стварно ќе го потикнеме градот да направи нешто добро за младите, воспоставувајќи ги овие сервиси, воспоставувајќи ги механизмите за младинско учество. Ја гледавме поголемата слика дека до 2027 навистина некои работи ќе се поместат од актуелните тековни состојби. Така што нас амбицијата и желбата ни остана тука и таа ни беше мислам дека главен двигател, зашто сето тоа го правиме да најдобар интерес на младите. Што е со изгубеното време? Со ова што ве прашав во поглед на другите проекти на кои можевте да аплицирате, можевте да работите на нешто друго? Можевме, но не можеме да го вратиме ни времето ни ресурсите, но продолжуваме понатаму како и да е со нашето работење дефинитивно. Вие го спомнавте тоа, но сега, значи, со ова немаме ни формирање на локален младински совет, ни усвојување на локална стратегија за млади, отварање на младински центар, дел од механизмите кои се поврзани со ова. Значи, имаме една цела низа на реперкусии кои произлегуваат од ова, ајде да речеме, пропагање на оваа цела апликација. Да, апликацијата официјално. И на крај сето тоа ќе се сведе на младите кои ќе останат покуси за сето тоа. Да, и затоа и сакаме да ги адресираме овие прашања во јавноста, навистина со ваквиот однос на институциите, навистина покажува дека младите не им се приоритет, иако најчесто во политички договори заложби гледаме дека секогаш младите се тука, дека се работи во интерес на младите, но кога ќе дојде реално време за да видиме што се прави за младите, навистина е многу малку. Така што се надевам дека ова ќе биде апел не само до град Скопје, туку општо до институциите на локално и национално ниво, дека треба суштински се посетуваат на младите во иднина. Да, добро ја начнавте оваа тема, бидејќи ова е суштински сега нешто најважно, значи цело време зборуваме да не се иселуваат младите, да не одат да работат во странство, да не одат па и доколку одат да студираат да се вратат во земјава, но какви се овие пораки? Мислам, не само што не се работи на амбиент за останување на младите тука, туку напротив и се обесхрабруваат да останат. Мислам, што вие да речеме, ако вие вашата генерација или вашиот тој сублимат на тие луѓе, што би им кажале, што би им порачале, значи со што, како да останеме тука кога имаме ваков однос? Да, сите тие изјави што ги спомна, за жал се докажува со тек на време дека се само некои празни политички флоскули кои што не заживуваат во реални политики и мерки како да останат младите во државата и како нели да го искористат својот потенцијал во нашата држава.
Предизвиците се многу, и ако ги прашате младите според едно истражување е дека веќе си заминуваат од државата поради нивниот животен стандард, односно младинскиот стандард, зашто навистина не гледаат дека ово општество им нуди соодветни мерки и можности за тие да може да живеат, да творат или да го искористуваат потенцијалот тука кај нас. Тоа значи дека да, ако претходно на топ 1 место беше економските причини, односно моментите за наоѓање работа и слично, сега веќе се наоѓа работа, но е клучно какви работни места се нудат на младите, односно дали тие одговарат нивниот образовен профил, дали одговарат на нивните трошоци, екзистенцијални трошоци, така натаму, понатаму. И каква перспектива нудат? Каква перспектива нудат, понатаму каков е стандардот по однос на здравје, култура, социјален живот, навистина полека, но сигурно овие причини некако избиваат на прво место. Младите не се задоволни од своето место во општеството, а од друга страна 80% од младите сметат и дека никогаш не биле прашани за какви мерки и политики треба да се направат, не биле консултирани во процеси да носење одлуки од страна или на креаторите на одлуките и политиките. Ова ми е интересна реченица каде што велите дека ви покажало, целиот случај ви покажал дека градот Скопје единствено препознава токенистичко вклучување на младите во процесите. Што значи тоа? Тоа е некоја практика која што се со текот на годините забележуваме, кога претходно зборевме дека младите воопшто не се вклучени во процесите, некако полека се направи придвижување чекор напред, но тој чекор напред и тука застана тоа токенистичко, односно вклучување на младите само да се каже дека се тука. Односно да, ги викнавме, ги прашавме, направивме муабет, но младите се некако уште во таа фаза само на консултирање што треба да се направи со нив и понатаму пак некој друг ја презема моќта за да одлучува во нивно име. Само како декор. Само како декор, само за фотографија, само за политички поени би требало младите да бидат вклучени од самиот старт на мапирање на нивните потреби, понатаму на трансформирање на тие потреби во конкретни мерки и политики и на крај самите да придонесат во моментот на нивно одлучување, зашто се додека ги оставаме младите само како прашани, понатаму некој друг ја носи одлуката во нивно име, верувајте, ни одлуката најверојатно нема да биде соодветна, ниту пак младите ќе бидат задоволни од таквата одлука. Да, кога зборуваме за законска регулатива, тука е законот за младински политики, знаеме дека работите на изменување и дополнување на тој закон, но и негова имплементација. Можеме ли да кажеме кои се тука главни предизвици? Да, генерално законот е донесен 2020 година, веќе е 4 години од негово имплементирање, но за жал се забележува дека многу малку мерки од законот се имплементирани. НМСМ како мрежа прави веќе секоја година мониторинг за докаде се состојбите со имплементација. Бројките се и тука разочарувачки, зашто предвидува обврски и на национално и на локално ниво. На национално ниво е предвидена или обврската за креирање на стратегија за млади национална, која што се усвои минатата година, но од стратегијата една година, веќе години некој месец навршуваат, ниту една мерка не е реализирана, ниту пак е избуџетирана во програмите на владата или пак нели на другите ресорни институции. Така што некако, зашто малку следев и од претходниот прилог што беше, се зборува дека правиме добри стратегии, но најчесто дури скоро секогаш потврламе во нивно имплементирање. Тоа може да го забележиме и со стратегијата за млади и со законот. Да, ние закони и стратегии имаме на хартија, но имплементација не. Би кажал дека многу повеќе ресурси се трошат во креирање на овие законски решенија или пак стратегија, многу помалку ресурси се трошат во нивно операционализација, односно ставање на тие стратегии во функција или на оние за кои што се наменети. Понатаму во прашањето за младински центри се предвидува секоја општина да формира младински центар кој што ќе биде место каде што младите нели ќе може да го искористуваат своето време, да добиваат нови можности, да добиваат информации поврзани со нивните права, можности и така натаму. Од 80 општини во моментот се формирани само во 16 општини младински центри, од кои последната проценка на состојбите согласно стандардите само 3 ги исполнуваат стандардите што се предвидени од тогашната агенција за млади и спорта, сегашното нели Министерство за социјална политика, демографија и млади. Понатаму локални младински стратегии само во 18 општини, исто така во 18 општини се формирани локални младински совети. Ако ги ставиме, значи тоа се навистина мали бројки, отприлика околу 30% од општините дека нешто направиле поврзано и најчесто не се ни конзистентни од сите сервиси, не ги немаат исполнените општините по однос на тоа што се придува кон нивна обврска. Ги запрашавме и општините и државните институции, па дури младите, што сметаат дека треба да се промени во законот, заедно со останатите други младински мрежи и организации. Подготвивме пакет на измени препораки кои што се однесуваат на олеснување на имплементацијата на законот, зашто сметаат дека некои прашања се премногу бирократизирани или премногу тешки за општествениот контекст, особено во поглед на помалите градови кои што се пограничени пред се и материјалните, но повеќе човечките ресурси, зашто имаме градови кои што навистина бројот на млади е навистина мал.
гледавме колку што е можно да се олеснат, но не да се загуби на суштинска и на ефективна мерка од законот. Така што како пакет ќе ги предложиме до Клубот за младински прашања и политики во Собранието, кој што се формира пред некое време и гледаме и ке нив иницијатива дека законот треба дефинитивно се промени, но јас пак ќе напоменам дека пак ќе го смениме законот, ќе ги олесниме процедурите и постапките, многу е битна политичката волја што за жал во поглед на младите навистина ниска. Па добро, еве сега имаме како што самиот спомнавте и Министерство за млади. Да. Дали тоа освен неговото символично значење би требало да има и некакво суштинско, еве, дали може да го забрза, да ја забрза имплементацијата на законот, дали да може да донесе некои нови решенија, мислам тоа би требало да биде улогата, нели? Тоа би требало да биде улогата. Како младински сектор го поздравивме издигнувањето на млади од агенција на ниво на министерството, што тоа значи дека многу по-суштински би се разгледувале прашањата, би се креирале многу повеќе ресурси и политики за млади. Но како мрежа баравме да не биде тоа само фигуративно преместување на тие неколку вработени од агенцијата за млади спорт во новото министерство, зашто баравме стварно суштински реформи во аспекти на суштинска поставеност во рамки на тој сектор за млади кој што ги се формира во министерството, негово кадровско јакнење, доекипирање, зашто верувајте дека 6-7 луѓе во министерството кои што работат на млади, мислам дека не се доволни согласно сите оние потреби кои што треба да ги сканализираат. И како член на работната група која што работи на реорганизација и реформа на тој сектор за млади, навистина ме разочарува зашто еве неколку месеци веќе од формирањето на министерството, секторот се уште не е формиран, зашто се уште би кажал има предизвици по оглед на правните и нормативните прашања како ќе се направи трансферот на кадри, како ќе се измени систематизацијата, а не гледам реална суштинска дискусија и па дури и дебата за што овој сектор треба да работи, какви услуги треба да испорачува, какви политики треба да креира, па на крај каков буџет треба да има, зашто навистина сето тоа е знакот за колку тој сектор ќе биде силен. Не дека само постои, туку навистина колку ќе биде силен, колку ќе одговори на потребите на младите. Да. Добро, еве да се надеваме дека некој ќе ве слушне и дека нешто ќе имплементира од ова што го зборувате, дека ќе ги забрза процесите. Ајде да речеме, за крај на што работи Националниот младински совет сега? Работите ли на нешто активно, еве освен на изменување и дополнување на овој закон? Да, Националниот младински совет представува мрежа на младински организации, над 50 организации членки кои што работат со млади. И навистина нашата работа е насочена и интерно спрема членките нивно организацијско јакнење, но и екстерно повеќе во креирање на национални политики и мерки. Бевме дел, односно ја креиравме првата национална стратегија за ментално здраве кај млади, која што треба и таа да види, би кажал, волја за нејзина имплементација. Работиме понатаму на директна подршка на млади кои што работиме на прашањата поврзани со нивното кариерно советување, финансиско јакнење, понатаму подршка во нивното ментално здравје и благосостојба, надминување на, односно креирање на еднакви можности за сите млади, вклучувајќи ги младите кои што немаат еднаков пристап до можности. А од аспект на политики и би кажал учество, навистина главно прашање фокус ни е младинското учество, односно колку младите се дел од процесите кои што директно или индиректно влијаат врз нив. Така што тука даваме навистина подршка и на централните власти, но и на локалните власти. И кој што спомнавме, да, веруваме дека ова ќе биде потик за да се имплементираат и да се креираат соодветни стратегии и Националниот младински совет ќе и понатаму ќе продолжи да биде подршка во ваквите процеси, вклучувајќи, како што кажав, и на локално и на национално ниво, зашто навистина не е важно да ги сканализираме сите оние потреби и интереси на младите. Добро, Ивковски, ви благодарам за ова интервју и уште еднаш да кажам, некој нека слушне ова што зборувам. Се надевам и јас и благодарам и на вас. И со ова го завршуваме и ова Студио 10, почитувани гледачи, ви благодариме на вниманието и на довербата и останете со програмата на Телевизија 24.